Како поминавте, она што генерална беше сликата, не можевме да видиме некои поголеми протести како што се случувале низ годините. Значи ли тоа дека помина откупот добро, дека реколтата помина добро, или веќе се намалува производството, па и нема простор за да се формира незадоволство? Па, видите, сега како представник на земјоделци, мислам би требало да дадам малку пообширно на сето она што случуваше во 2021 година. Кога мислам пообширно, мислам дека не треба да се издвојува, мислам дека треба посебно да се даде слика за секој сектор од растителното производство, исто така и од животинското производство. Инаку, еве, како Струмица, регион градинарски, морам да кажам дека како никој од последните години нашиот градинар треба и мора да биде задоволен од сето она што го произведе, поготово од цената по која ги пласираше неговите производи. Значи, зборувам за градинарските производи. Додека како представник на земјоделците, мислам, бидејќи тука има и представници од останатите сектори, како што се лозарство, овоштарство, па дури и од животинско производство. Мораме да кажеме накратко за се она сето што се случуваше. Ако можеме да кажеме се пофално да речеме за градинар, мислам дека останатите сектори наидува на проблем, поготово околу пласманот на нивните производи. Тука ќе ги земаме лозарите, мислам дека тие има проблем прво со пласманот, потоа има проблем со висината на цената на дадениот производ. Исто така, еве сега, бидејќи се уште и фаза на откуп на овошните производи, пред се јаболката станува како производ кој што е најзастапен во нашата држава. Мислам и тука нашите овоштари не се задоволни со пласманот на овој производ, а исто така на задоволство мораме да кажеме, еве веќе иако стартот е 15-20 дена со званичниот рок од откупот на тутунот, и тука има некое незадоволство, меѓутоа мислам дека треба да се излезе во пресред на нашите земјоделски производители и колку толку да се расчита сите тие проблеми, а мислам дека тие проблематики до тие проблематики не може да дојде ако имаше, јас низа пати зборувам во сите дебати, ако имаше постојани комуникации меѓу представниците на земјоделци, тоа е здруженијата или земјоделски производители, представници на Министерството и науката, тие три сегменти, ако во текот на годината имаат почесто средби и градат некоја стратегија, ако досега е мањак на сите влади во овие 30 години од постоењето на нашата држава, мислам дека не може да доаѓа и нема да доаѓа до вакви проблематики. Меѓутоа, имајќи го фактот сето она што се случува, како и на кој начин нашиот земјоделски производител доаѓа до производство, можеби веќе и нема да се соочуваме со такви проблематики, бидејќи прво климатските фактори се го прават своето, така да нашиот земјоделски производител се потешко и потешко доаѓа до производ. Факт број 1 е веќе се помалку и помалку имаме вода. Мислам, ќе имаме недостаток со тек на времето од вода. Освен тоа, имаме нагли промени на температурите. Од високи температури нагло доаѓа до спушење на температурата, што негативно се одразува пред се кај сите растителни култури, а меѓутоа мораме да ги потенцираме градинарските култури кои се топлолюбиви, а ние како градинари, сакајќи што поскоро да дојдеме до производ, излегуваме и без да имаме најава дека ќе има довлушување на времето, излегуваме ден порано, за да се дојде до побрзо до производ. Меѓутоа, не е само климатските фактори, бидејќи сето она што се случуваше, пак ќе потенцирам стратегијата во нашето земјоделие си го прави своето. Од година во година имаме се помал број на сите оние кои што се занимаваат и екзистенцијата бараат со земјоделието, а да не зборуваме на заинтересираноста на млади кои што сакаат да ја бараат екзистенцијата и обстанокот на своето семејство во земјоделието, бидејќи знаеме се, мораме да потенцираме и покрај некои добри карактеристики мораме да потенцираме сето она што се случува во нашиот аграр, и доброто е на база на стихијни временски околности.